Добар ден, ученици, и добре дојдовте во училница на час по македонски јазик. Јас сум Валентина Ангеловска, наставничка во основното училиште Антон Закоча Јупи од село Отлја, општина Липково. Овој час е наменет за учениците од другите заедници од 9-тите оделенија. Денешнава наставна единица е анализа на текстот на љубавиот град од Бошко Смаќевски. Потребен материјал за реализација на овој час ви е учебник по македонски јазик, тетрадка и пенкало. Пред да започнеме со анализа на текстот, сакам да се запознаете со целите на часот. Цели на часот се изразно читање на текстот, разбирање на содржината на текстот, збогатување на речникот со нови зборови, и делење на текстот по логички целини и одредување на главни мисли. Пред да го прочитаме текстот и да направиме план за истиот, сакам секој од вас да одговори на оваа прашање. Кој град е најубав? Земете пенкало и во вашите тетрадки напишете кој град од Македонија го сметате за најубав. Се надевам дека секој од вас го запиша своето родно место како најубаво. На сликите ги гледате Охрид, Тетово, Струга, Скопје, Битола, Гостивар и Куманово. Навистина, за секого својот роден град е најубав град на светот. Оваа е и темата на денешниот текст. Најубавиот град. Во Битола живее еден мето. Со татко му прошетал низ многу места, но се така мисли без престан. Битола е најубавиот град на светот. Во Битола мајките најубаво се смеат, во Битола сестричињата најубаво пеат, во Битола утрата волшебно се златат, во Битола има и железничка станица, има големи куќи, има театар. Во Охрид живее еден мето. Со татко му прошетал низ многу места, но се така мисли без престан. Охрид е најубавиот град на светот. Во Охрид сум се родил, во Охрид се наоѓа езеро со најсини води, во Охрид има цркви и манастири стари, во летото сонцето по плажите жари, во Охрид доаѓаат туристи од сите страни, во Охрид рибата пастрмка многу гости кани. И еден мето од Тетово низ Битола и Охрид поминал летово. Му се допаднала Битола со незината вечерна врева. Му се допаднал Охрид со езерото Бранови што крева. Но, без престан мисли и мето, навистина, Тетово е најубавиот град на светот. Се надевам дека ви се допадна содржината на текстот, а забележавте дека истата е многу лесна, разбирлива и интересна. Како што кажавме, текстот треба да го поделиме на целини и за секоја целина треба да напишеме по една реченица, кратка или долга, расказна или прашална. Додека го читав текстот, забележавте дека самиот текст е поделен на 3 целини. Сега, најпрвен да видите кои се непознати и нови зборови. Јас ги одвоив следниве зборови. Манастири или цркви, кани, крева, жари, утрата, безпрестан, златни, волшебно, бранови. Вие, доколку имате уште некој нов и непознат збор, слободно можете неговиот превод да го најдете на Google Translate. Сега, стопирајте го видеото и направете план за текстот. Како што кажавме, за секоја целина треба да напишете по една кратка или долга реченица, расказна или прашална, по ваш избор.
Ова е планот на текстот по мој избор. За првата целина, јас ја издвоив реченицата. Битола е најубавиот град, бидејќи утрата се златат. За втората целина, ја напишав реченицата. Охрид е најубав град, бидејќи го има Охридското езеро. И за третата целина, за еден мето, Тетово е најубавиот град на светот. Можеби некој од вас напишал како мене, можеби сте напишале некои други реченици, во секој случај не може да бидне погрешно. Сега имам една задача за вас, а тоа е да одговорите на следниве прашања. Што мисли Мето од Битола? Зошто Мето од Охрид мислел дека Охрид е најубавиот град на светот? Што мислел пак Мето од Тетово? Што мислиш ти, кој Мето е во право и зошто? Повторно стопирајте го видеото, одговорете на прашањата и потоа пуштете го видеото за да ги проверите одговорите кои јас ги напишав. Првиот одговор на прашањето што мисли Мето од Битола? Мето од Битола мисли дека Битола е најубавиот град на светот. Зошто Мето од Охрид мислел дека Охрид е најубавиот град на светот? Затоа што во Охрид се родил, во Охрид се наоѓа езеро со најсини води, во Охрид има манастири и цркви стари, туристи од сите страни. Зошто мислел пак Мето од Тетово? Мето од Тетово мислел дека Тетово е најубавиот град на светот. И последното четврто прашање, што мислиш ти кој Мето е во право и зошто? Сите тројца се во право затоа што за секого родниот град е најубав на светот. Со ова го привршуваме часот. Уште да ви дадам задача за домашна работа, а тоа е да напишете состав за убавините на вашето родно место според следниот план. Како се вика твоето родно место? Каде се наоѓа тоа? Кои убавини го красат? Што најмногу ти се допаѓа во родното место? Ви благодарам на вниманието и се слушаме во некоја наредна прилика.